Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Уште еднаш, драги слушатели, да ви речам добродојдовте на Оро Македонски и уште во почетокот сакам да ве обавестам дека денес и идната програма Вести со мојата колешка Фиданка нема да имаме. Ги замолувам слушателите да и дадиме да оди на одмор на Македонското море, да ги наполни батериите. Редно е да и дадиме одмор, пожелувајќи и пријатен престој во Егиот и поздрав до нашенците. Значи денес идната програма ќе слушаме вести по мој избор. Само со храброст, само со храбри потези. Ако треба и со крв, за идентитет, за име, за јазик, за историја, за црква се гине. Кој не е спремен да влезе во сукоп со блудницата и соседите, нека се тргне од политиката. Не му е местото таму. А јас мислам поиме, нас не ни треба пролевање на крв. Европа ќе не разбере. Но ние застанеме цврсто и побараме и јавно кажеме. Меѓународното право е неприкосновено. Геноцид во договорите не признаваме. Договори со геноцидни одредби, кои што ги повредуваат императивните норми на меѓународното право, според тоа меѓународно право се ништовни. Таквите не произведуваат правно дејство. Таквите се раскинуваат. Да покажат храброст и председателката, и премиерот, и министрите, и јавно да побараат, прекин на пристапните преговори. Повезана со мандатите на двете вице-гувернирки. Прво, гувернерот на Народната банка, иако го бира собранието на предлог на председателот, тој не одговара пред мене, туку одговара пред собранието. Значи, не знам во која смисла би ја преиспитала. Вие сте нели таа што го дава мандатот, но и го одзема на гувернерот? Не, јас го предлагам, а мандатот го добива врз основа на мнозинството пратеници во парламентот. Точно е дека по законот предлагачот има право да, како што предложил негов избор да предложи негово разрешување. Но јас сум човек кој што верува во правото. Предпоставувам, добив прашање од господинот Мирчевски Иван во оваа насока и јас се разбира пред да кажам што мислам. Прво анализирам, го повикав и гувернерот на Народната банка, го проучив законот, ги побарав сите термини, кога е објавен конкурсот, што се случило потоа. Во предвид ги имам и изборите локални, бидејќи по распишувањето на изборите не можат да се превземаат никакви активности и се разбира како одговорен човек и председател ќе одговорам на ова. Семејства со гробови без име и со народ што не ја доби својата држава. Македонците војуваа под туѓи знамиња, за туѓи интереси, а најчесто против своите најблиски. Првата војна ги истера османлиите од Балканот, втората ја распарчи Македонија и затоа ова не е само историја, ова е опомена, затоа што кога народ нема своја држава и своја армија,
туѓите војни стануваат негова трагедија. Ако сакаш историја без лаги и без митови, претплати се. Историјата не смее да се заборави. Балканските војни не завршија само со договори и потписи. Тие завршија со поделени семејства, со гробови без име и со народ што не ја доби својата држава. Зафаќаат гајдите, сурлите, тапаните, ме понесуваат чествувањата. Летај, народе мој, летај, мала преспа, духовна, слободна височино. Вие, преспанците, сте гордиот и славниот македонски народ, жената на Македона Бога. Кога ќе дојдам во мала преспа, ја полнам душата со духовна сила и величие, ја полнам душата со полка и скрб, затоа што мала преспа треба да си подаде рака со Република Македонија, со Пиринско, со Егејско, со Гора, со Голобрдо, во слободна Европа. Потребна е една слободна, независна Македонија. Да живее мала преспа! Да живее! Srce to na Balkanu ima selo u Babu.
специјална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број кај Симеон Талески на 630-986-5000. Вилбур Кија и Форд Кар Дилер се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 милии северно од македонската црква Свети Кирил и Методи. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam treba i dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се богатите и вие. Ние ви ги препорачуваме трите компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашате за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ходите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имейл dorajcovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Вас знаете? Што е? Дали е за вас Охридскиот рамковен договор еден од најсветлите и светите моменти за етничките заедници во Македонија? Небе, тој е договор кој треба да се почитува. Да. Исто. Ајде. И во сите други институции. Во кои институции? Логиката. Во кои? Не, во кои? Во кои? Што значи? Во кои, кажете ми, во кои некој не е примен дошол албанец? Не кажете ми, во која институција не е примен дошол албанец? Ајде. Што значи за тебе правична и собствена? Ја ќе ви кажам после што вика Охридски рамковен договор. Чекај, што значи правична и Јас ќе ви кажам, во законите со кои се регулира вработување во јавната администрација ќе бидат содржани мерки со кои ќе се обезбеди правична застапеност на заедниците во сите централни и локални јавни тела и на сите нивоа на вработување во тие тела. Слушайте понатаму. Запирка. Чекај. Сите тела. Во сите нивоа и тела. И тела. Запирка, слушайте, ама не. За тоа зборувам, јас. Да, ама слушайте, јас зашо зборувам. Значи ова дебата. Не. Ајде, продолжи. Истовремено, почитувајќи ги правилата за компетентност, господине Стела. Компетентност. Со кое право, господине, со кое право предрасудуваш само затоа што е албанец дека не бил компетентен? Не, обратно. Ама така звучиш. Не. Така вие си го вртите, вие сте мака. Така звучиш. Не. Тоа е Знам што си видов, јас во сон, кога сум си била ќерко, малечко девојче.
во ги броа чешма. Ела ќерко, да ти кажам што си видов, јас во сон, кога сум си била ќерко, малечко девојче. Смееме и во очи се колонеме, за љубов да си смееме, во ги броа чешма. Си играме, си смееме и во очи се колонеме, за љубов да си смееме, во ги броа чешма. Was he really Greek? Wrong. This is a big lie. The Greeks are trying to claim everyone and everything as theirs. Alexander the Great was not Greek, he was a Macedonian. Macedonia was never part of Greece, and the Macedonians never spoke Greek. Their language was the Illyrian language. Alexander the Great conquered Greece, but never a Greek. The main question is why the Greeks make such claim? Jealousy, pure jealousy. Машанцето Валери Невешо рекоја. Ќе ве поздравиме со една од нашите најубави македонски песни, а тоа е песна за Лерион, нашиот прекрасен Лерион. Само уживајте. Години под ведро небо, огнано тлеин, родена сончено, пред многу години тирани клети, не избрка сине од нови свети. Поздрав, драги мои македонци, јас сум Ѓоко Ченковски, тук е Бојан Марковски. Ќе ве поздравиме со една од нашите најубави македонски песни, а тоа е песна за Лерион, нашиот прекрасен Лерион. Позициите, одговорноста, реториката, односот кон гласачите, природно е да има разлика кога партиите се на власт и кога се во опозиција. Значајно е да нема разлика во принципите. Секако, елементот на опозиција дава поголема критичност, елементот на власт дава поголема одговорност да се објаснуваат причинско-последичните врски. Битно е да нема промена во принципите. Во Македонија сме видели добри и лоши примери во минатите 30 години. Ако треба да одговорам на прашањето дали сме го достигнале нивото од кое што треба да бидеме задоволни, и тука зборам генерално, без разлика кој е на власт или кој е во опозиција, не се уште, но тоа е плод не само на капацитетите на партиите, туку и на законодавните потенцијали, заради тоа што не се уште имаме регулатива изборна која што не е до врвот демократизирана во смисла на правото да бираме и личности, не само политички партии. Внатре-партиските односи се уште не се на нивото како што се во овие најизразени, нели, западноевропски држави, Велика Британија, Холандија, Франција или Соединетите Американски држави. Остана досадна, безалтернативна EU-излитана кампања со нов зачин, игнорирање на сегашноста. Со победата над фашизмот, ние македонците го добивме асно вековниот наш идеал да створиме собствена држава, додека Мицкоски измисли дека македонскиот народ рамо до рамо со своите сограѓани албанци, турци, роми, срби, власи и бошњаци застана на вистинската страна на историјата. И додека Мицкоски величи безалтернативен европски пат, водејќи кон европски вредносен поредок, бранејќи го уставот од бугарите, Европската унија забрзано се преобразува од економски во воен сојуз, каде војната индустрија со полна пареја произведува оружје за да се брани од измислената закана од исток. А при тоа гледајќи ги источните членки, вклучувајќи не и нас, како своји пиуни и територии, од каде треба да се тргне во иден поход. Во оваа Европска Унија, македонците се граѓани од втор ред, а истата таа ЕУ го поддржува фашистичкиот, преспански и понижувачкиот бугарски договор со цел да се самоукинеме. Го подсетуваме Мицкоски дека македонците на референдумот во 2018 потврдија дека не сакаат во ЕУ под името Северна и дека сакаме во ЕУ како македонци со името Република Македонија. Забрана на македонскиот јазик. И од тога по селата беше забранет македонскиот јазик.
А најстрого забранет беше за време на Метаксасовата диктатура. Во селото си имаше се продукти, само се немаше шеќер, газје и сапун, што се вика. Тоа се немаш. И одеја во Костур да продава понеделник, среда и петок во Костур имаше пазар. И одеја да продават. И тој му вика на магарето уш. Шчи, уш, знаеш на магарето. Дедо Ванчо Прешленков. И тие го фате. Шо му зборваш на магарето? Магарето не знае грчки, му викам, уш, му викам на магарето. Не рече ката ти зборваш македонски. И го казне за 500 драхми. Зошто на магарето му рече уш. Македонките жени не може на македонски да плачат нито на македонски на гробовите на своите деца. Еден велик ден побара по старите од селото, ние имавме свој вака, како го велја во селото кожобашија, одговорен на селото, ако можат ден, велик ден, жените да изиграт и да запеат македонско орол. Значи великденска песна, 2 орли се бие горе на небото, после таа песна едниот е Великден, другиот е Јергиден. Еден од полицајците не знаел. И кога чул дека во сред село, пред црквата, се пее македонско оро и песни, и тој оддалеку почна и да отвори оган. Сум родена 26-та година, денот кога грчката влада го донесе законот за забрана на македонскиот јазик. Ама вели се борам тука затоа што знам дека оваа тешкотија тука на земјава ќе помине. И вели ако веќе бирам за кај да ми биде тешко, дали тука или во идниот вели живот, тогаш навистина бирам тука, затоа што знам дека ќе помине. Slavíme
На позиција ќе ја сакаат Македонија онака како што се сака едно дете, нели, мајката има безусловно љубов. Тоа значи даваме, не очекуваме ништо за возар. Сега јас тебе ќе те сакам, за ти мене ништо да ми дадеш. Кога Македонија така ќе ја гледаме и така ќе ја сакаме, секој еден од нас, тогаш и ние ќе бидеме огледало и пример дури на политичарите како се сака една татковина, држава не татковина, значи за мене Македонија е татковина, мајковина. Критика до Бугарија поради односот кон Македонија и блокадите на низиниот европски пат. Во објава на платформата X, РОТ оцени дека попречувањето на македонските евроинтеграции од страна на Софија е неодговорно и штетно не само за земјава, туку и за целиот регион и за самата Европска Унија. Глупавото попречување на патот на Македонија кон ЕУ од страна на Бугарија е неодговорно и мора да престане. Тоа ја ослабува Европската Унија, го дестабилизира Западен Балкан и им користи само на Русија, Кина и други авторитарни актери. Новата бугарска влада треба да се засрами, напиша РОТ. Имај прекрасен ден, исполнет со здравје, среќа и позитивна енергија. Добро утро! Нека денешниот ден ти донесе мир во срцето, насмевка на лицето и убави моменти што ќе ги паметиш. Тоа беше Мирјана Митева, која доби второ место на звездите на Гранд, додека првото место го доби Бојан Илиевски. Да слушнеме. Зајди помрачи се и ти јасна нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313-278-5100.
чудесна терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding, party, cruise, graduation, концерт, романтик. Сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Празници се ближат, побрзај. Контакт 630 432 9371 630 432 9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Од мојата колешка Анета следува и оваа соопштение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630 432 9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Мечкар го изслушав Чишко Крсте, меѓутоа на крај го спомна дека музика направил Тоде Новачевски. Тоа е еден голем музички ум. И вториот повик беше од Чишко Тоде Новачевски. И ми го запеа на кратко рефренот и веќе ја слушнав. Не дека би рекол дека знаев дека ќе биде хит или нешто, меѓутоа знаев во моментот дека мене ми се допаѓа, дека сакам да ја снимам. Ни го пратија текстот, ко раздравот и Златко аранжманот. Ними песната, за неколку дена беше фестивалот Гоцефест. Прва добивме од публика, уште една награда за сценски настап и третата награда беше од специјална награда од Сдруженијето на децата бегалци од Егејска Македонија. И веќе се створи една убава атмосфера. Конкретно, насловот, или онај, можеби најсилниот стих, со мерак сред сол оро играме, тоа е инспирирано од еден наш, веќе поздравам Јани од Цармаринова, тој е кореограф на едно игровно друштво тамо и настапувале пред општината во Солун и останал простор и ми кажале, ајде уште една песна, нешто да одиграте да пополните програмите, рекле, може, ама на наша песна ние би играли. Ако нема проблем, ја пуштиле од там се гледа и Јани напред прв игра и тоа би била она иницијална каписла да се инспирира Чишко Крсте со мерак сред соло норо играме, а велат не нема. Македонски песни гордо пеем. Прво добив повикот. Го слушнете разговорот на Владко Младиновски, а сега ќе слушнем и неговата песна која што ја пееше во сред Солун. Ама еве
камен тежок живот ми е, а потежок одзив пусти по народни думи свети. Ако куќа не направив со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце што отвора, срце порта највисока, срце куќа најширока. Ако жена не донесов, јул тренда филводаја, верна, добра, млада љуба, не ме колни, не ме жали. Во борбата другарката, сонце сјае, сонце трепти. Ако млади си години по друмишта, по патишта, младост горка распосејав, погледни ми право во очи. Ти ли беше што пееше, Ајдутин, мајка, не рани. И ако не умрам дома, туку кај што сти пишта, в борба искри кај што лштат, блазе речи на душата, има зошто душа да е. Тоа беше поезија од Кочо Рацин. Вашите документи и возачка, ве молам. Чичко полицаец, јас сум мал, немам возачка. Ајте, молам, остави ме да одам во градинка. Семејството е како музика. Неколку високи тонови, неколку ниски, но секогаш убава песна. Со кого е најдобро да останеш сам дома? Со дедо, затоа што само со дедо можам да правам глупости и да биде добар со мене. Што знаеш да спремиш за јадење? За спремање многу не знам, ама за јадење ме бива. Моја фатална љубави, ако ćeš брак срашувати, мораш научити кувави. Те сретнав, одмах знаев, на мокованјето стигна крај. Кога застанав на луд камен, тогаш среќен станав ја. Среќен ти роден ден, невесто моја, да ти се исполни желјата твоја. Да ми живееш женице ти, моја фатална љубави, ако ćeš брак срашувати, мораш научити кувави. Док те сретнав, одмах знаев, на мокованјето стигна крај. Кога застанав на луд камен, тогаш среќен станав ја. Среќен ти роден ден, невесто моја, да ти се исполни желјата твоја. Да ми живееш женице ти, моја фатална љубави, ако ćeš брак срашувати, мораш научити кувави. Да стапат на сила откако ќе ги завршиме преговорите. Ние не бегаме од вето, но тоа да биде врзано со копенхашките критериуми, а не со идентитетските прашања. Исто така треба да се спомене дека Бугарија во својот устав нема посебен член кој ги гарантира правата на малцинствата во земјата, и има и голем број пресуди од Судот за човекови права во Страсбур во однос на одредени права на македонците, кои таа, односно нејзините судови, не ги почитуваат. Ние како држава имаме поголеми гаранции за малцинските права отколку што имаат многу земји членки на ЕУ. Често пати сме слушале како Заев рече дека не го дава името. Да слушнеме и овој пат.
Да ве прашам доколку социјалдемократскиот сојуз да дојде на власт? Нема доколку ќе дојде на власт. Значи, моето прашање е доколку социјалдемократскиот сојуз, нели така, дојде на власт, може ли да дојде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Ајде сега и вие верувајте во овој човек. Во овој момент. Сега сакам да се обратам на дамата која што го номинираше на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Господјо Силјановска-Давкова, ја не знам што повеќе, какви аргументи треба да ви доставам, вака јавно да ги искажам. Значи, стојам позади секој жив збор што го кажав сега, поради тоа што има и сведоци, можете да ме ставите и на полиграф ако сакате. И што треба да доставам за да вие го искористите правниот механизам кој што го имате и да доставите барање за евентуално разрешување на овој аривист кој што ја злоупотребува според мене, моје чувство, својата позиција. Ако тоа не го направите, ќе почнам да се сумневам дека се за некого мајка на нацијата, а за некого маќа на нацијата. За Трајко Славовски толку во овој момент. Сега сакам да се обратам на дамата која што го номинираше. Кој беше оној што беше најзаслужен за се се тоа комбинации. Се се тоа комбинации на државни интереси, на политика и на црква. Едниот момента кој изостанува, немате решение. Значи се водат тајно преговорите. Зошто тајно? Тоа е затоа што не постоеше доверба во другиве владици во синодот, членови на синодот кај нас. Постојат луѓе кои што би ги злоупотребиле тие информации. За жал, во секоја црква има разни струи. Не верува, пред се имаше проблем и во српската црква. Дури луѓето од тогашната ПОА не знае тоа што се разговара. Сега, кај нас имаше страв. Дали да се тргне или да не се тргне во целата работа. Како секогаш. Сваќајќи ја поентата на гаранциите, успеавме тоа. Со една тензична состојба, со една нервоза. Некој се доведе во состојба пред инфарктна, некој беа под притисок. Си разменија подароци, си изгушка, си изпоздравија, со голема почит. Што би рекол Дедо Петар на крајот? Ќути добро поминавме, прв пат не нарекува разголници. Во тој период ми кажа, се што ќе побарате, се ќе ви дадем. И јас немав коментар веќе на тоа. Тоа таков отворен сигнал, јас едва чекав да излезе Дедо Петар однатре да му го кажам тоа на пауза, наедно да знае дека може да бутка до крајни граници. Во меѓувреме се најде некој паметен, ја знам кој е, ама нема да го кажам сега, од страна на МПЦ да го информира Цариград за таа работа. Владека? Од врвот на МПЦ. На средбата се случи куштус. Значи, по некои други линии, предпоставувам, од Грција, Владиката Иринеј Буловиќ излезе со еден став таму дека треба ние да се договараме и со грчката црква во име на добрите пријателства на српско-грчките односи и така натаму и ги измеша работите. Како се враќаше Владиката Тимотеј, ние одевме на договорено место, кога поминавме границата на српска страна, застанавме и буквално на автопат се одржа една кратка консултативна средба помеѓу владиците наши. Во врска со машкиот и женскиот пол, Владиката Петар ке речи. Мажи со мажи, жени со жени, немало Господ да го создаде Адам, па од него Ева да ја создаде, да бидат маж и жена, току ќе создал двајца мажи или само две жени, така ќе функционирал бракот. Дури културата ја занимаваме со еднополовите бракови и тоа ни е поважно. Гревот и доброто се изедначени, ама не само изедначени. На гревот му се дава повеќе простор отколку на доброто, па од нашите генерации, од децата и од сите другите направивме една каша попара. Требало дури да им се даде простор и на оние педофилите, што ги злоупотребуваат дечињата самородени и понатаму малолетни, така натаму и така натаму. Па црквата тоа се изјаснила многу јасно
дека ја спомнав во мојата проповед, дека ако требало да се мажат мажи со мажи, жени со жени, немало Господ да го создаде Адама, па од него Ева да ја создаде, да бидат маж и жена, туку ќе создал двајца мажи или само две жени, така ќе функционирал брак. Господа, зашто е добар, алилуја, зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Богот на боговите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Македонци nisu samo narod jedne zemlje na Balkanu. To su ljudi koji u sebi nose miris planina, starih gradova, crkava, čaršija, pjesme i porodične topline. Kad kažeš Makedonac, ne govoriš samo o imenu, govoriš o čovjeku koji je kroz historiju mnogo puta bio između većih sila, ali je čuvao svoj jezik, dušu i dostojanstvo. Makedonac je čovjek koji zna šta znači živjeti na raskrsnici. Kroz njegov kraj prolazile su vojske, carstva, trgovci i tuđe ambicije, ali narod je ostajao vezan za kuću, porodicu, selo, grad i zemlju. U Makedoncima ima tihe izdržljivosti. Ne galame uvijek o svom bolu, ali pamte duboko i ne daju lako ono što osjećaju kao svoje. Kod Makedonaca porodica, gostoprimstvo i pjesma imaju posebnu težinu. Njihova sofra nije samo hrana, nego znak srca. Njihova pjesma nije samo melodija, nego sjećanje na radost, tugu, ljubav i rastanak. Makedonac može otići daleko od Ohrida, Skoplja, Bitolja, Prilepa ili Tetova, ali zavičaj ostane u njemu kao sunce iznad planina. Ponos Makedonaca nije samo u velikim riječima, nego u tome što su opstali uprkos pritiscima, osporavanjima i tuđim pričama o njima. To je narod koji zna koliko vrijedi ime kad ga moraš braniti mirno, uporno i dostojanstveno. Zato kad neko kaže ja sam Makedonac, to nije obična rečenica. To je korijen, pjesma, identitet i dokaz da mali narod može imati veliko srce. Јас сум Оливер Милошевски, естраден уметник, а вие ја слушате македонската програма Оро Македонско. Ние го што рекоа понапред дека по Турчино време толку години и Турчина не успеа да не потурчи и да не мери верата и јазико. Не Грко дојде вчера. Дека уште имаме живи луѓе кои знаат од Грко дојде вчера, не е кој од кога дојде. Хајсташе, како си? Добро, вие? Колку години имаш? 90. Кај си родена? Село Буф. Буф? Лединско? Македонија? Ја. Војничка Македонија, ја. Ти ко беше мала, зборваше македонски дома? Ами не знам, дури немав на грци на школа. Да се учиме грци. Си зборвав нашо, се не идам на школа. Не учеа грци, ама ако се греев на школата, ни велија да не зборвате чужи јазик. Да ке стојат дома да велите калимера, калиспера. Ама ти беше македонка секој пат? Македонки. И тие не рекараја ги дома. Македонците да се држите, не слушат, те се не лажат. Ти секогаш знаеше само наш јазик, не знаеше грчко? Кога на школа? Сигурно. Сепне ти сакаш да се смени името на Македонија се? Но... Оти? Ами ние сме македонци, кажа, нели? Кој го ќе ги смени? Толку години по Турција време. И да ни смена се, веќе ги смена с башкари. Трајко Мајнов.
адреса село Илиджиево, Солунско. По грчко кажа. По грчкото. Иоанеш Мануш. Неа Халкидонас до Салоники. По кој да ти го кажеш? Благорода? Мајнова. По презимето од татко ми Попова. Така? По грчко Вангелица Ману. Пападополи. Халкидона. Тесалоники, периферија. Да. Да ве прашам сега, каде го научите македонскиот јазик? Са родители. Нема нашите родители брекези. Македонско само зборуваа. Да. Нема друга. Ден до денеска македонци сме. Ние и македонци ќе умрма, што да правиме? Не може да биде. Сега работите да не растурна големи. Ке ви пеја. Не, сега да не пеја. Езо, кажа, можеш да Ако не пеја. Каде? Нема да стрмуваш, кажа пет речи. И кај да кажа? Каде, знае много. Ако не пеја. Кој да кажа? Кој сакаш? Како ја сака? Ја имам глас сега на 2 години да пеја. Гласта ни ќе го кажам. Дај ми бабо колача, да сачинам јуначе, да си одам по дружина, да нема изеда без загазина. Тие дојаде. Дечки, нова да песна, иде да! На македонците не им било одземано само правото на избор, туку и правото на собствено име. Со државни наредби, личните и семејните имиња биле менувани населно. Она што со векови се пренесувало од татко на син, било избришано со еден подпис. Луѓето биле приморани да прифатат нов идентитет за да работат, да учат или едноставно да преживеат. Одбивањето значело притисок, казни, па и прогон. Во документите пишувало едно, а дома во тишина се шепотеле вистинските имиња. Можеш да смениш име на хартија, но не можеш да избришеш кој е човекот. Имињата им ги сменија со сила, но не и тоа што беа, ниту тоа што останаа. Нашенците од Пиринска Македонија ево како се запознаваат. Salvoj
Светата ком кај леле да земе, бело анамче заљубил, живот во гробај леле заробил. Ханамче, живот во гробај леле заљубил. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Три жални вести. Во Дирбон, Мичиган, почина Джими Папас, родом од Трсје, Егејска Македонија. А на тој свет ќе го пречека сопругата Софи, кој беше 61 година во брак. На 74 годишна возраст почина Рожица Ѓорѓевска, останаа да жалат сопругот Божин, керката Даниела и синот Кристофор со своите фамилии. Во Феникс, Аризона, на 75 годишна возраст почина Вера Василов, родом од Долно Дупени, керка на Митре и Тродна Нически. Останаа да жалат сопругот Диме со децата Елейн, Дорти и синот Майкл, како и многу блиски роднини и пријатели во Флинт, Мичиган. Бог да ги прости и вечна и памја. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.